Младите лекари Стојан Лазаров и Андреј Коцев од Кочани продолжуваат со битката за докажување на, како што велат, нанесената неправда што им е направена при огласот за вработување во Кочанската општа болница. Со последниот оглас требаше да се примат 6 лекари. Лазаров и Коцев веќе поднеле преставка до народниот правобранител. Официјално барање за средба испратили до кабинетот на министерот Беким Сали, а во петок ќе достават и жалба до второстепена комисија. Тие и понатаму остануваат на ставот дека неосновано се одбиени. Според ранг листата, иако Лазаров и Коцев успеале да се рангираат на 3 и 6 место, директорот одлучил, наместо нив на неопределено време ги прима кандидатите кои по просек, поени од англискиот јазик и стручниот испит, се рангирале на 7 и 8 место. Во овој случај директорот самоволно одлучува и оди против ранг листата и против комисијата. Ако директорот сам одлучил и ако ова е негова одлука, која е потребата од просек, полагање и од комисијата? Директорот на болницата Александар Серафимов со писмено соопштение се вади со Законот за здравствена заштита, во кој се наведува дека работодавниот орган на здравствената институција врз основа на ранг листата предложена од комисијата за селекција, доколку има повеќе од 3 кандидати кои ги исполнуваат условите, спроведува интервју и донесува одлука за избор. 20 млади лекари се решени работата да ја истуркат до крај, а победата, како што велат, ќе им ја посветат на сите млади лекари, кои наместо во државата како професионалци се реализираат во странство. Според Лазаров, случајот со вработувањето во Кочанската болница не е единствен. Да не се примат кандидати кои имале повисоки поени има и во други здравствени институции во државата. Токму ваквите неправилности, лошите услови за работа и ниските плати се причина за голем дел од идните лекари додека уште студираат, својата екзистенција ја гледаат во некоја од европските земји. Според Асоцијацијата на млади лекари и специјализанти, во изминатите 3 години 800 лекари ја напуштиле државата, а дипломирале само 600.